Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министар. Вака сега, јас не идам не сум некој огромен познавач на економијата, не идам од тој сектор, меѓутоа, како даночен обврзник и како представник на граѓаните на Велес, на граѓаните од изборна единица 3, сум многу засегнат од ова што се случува. Ќе почнам по ред. Најпрво, овој ребаланс ни го носат повеќе причини, нормално бидејќи оваа ситуација со ковид не е прекината да трае од март месец и гледаме дека се полошо и полошо. Се намалува куповната моќ на граѓаните, се намалуваат приходите по секој основ. Буџетскиот дефицит во првите 8 месеци изнесува 568 милиони евра, од кои во првите 3 месеци бил 120 милиони евра. Тоа е период кога немаше ниту ковид, ниту имаше економска криза, туку од друга страна ни покажува дека моќта на граѓаните, куповната моќ е намалена значително во однос на она што ние сме го очекувале, или пак имаме некое иселување или недостаток на граѓани кои што своите пари, својот капитал не го трошат во нашата држава, туку го трошат или го носат со себе во други држави. До крајот на годината буџетскиот дефицит се очекуваше да биде 750 милиони евра согласно првичниот ребаланс, но со новиот предлог ребаланс јазот се зголемува за дополнително 170 и тоа ни представува 920 милиони евра или по месеци 88 милиони евра за секој месец. Тоа е едно огромно промашување кое што мислам дека сериозни економисти требало да го предвидат и требало да знаат што се случува, како одат светските трендови, како оди кризата и нормално беше да се очекува дека ќе има и економска криза, сите се сложуваме тука. И тоа ме загрижува оно што понатаму следува. Вкупните приходи од првично предвидениот буџет прибрани се 53,7%, односно нешто повеќе од половина за речиси 9 месеци. Ова е до август, мислам. Само по основ на ДДВ, односно данок на потрошувачка, државата има прибрано 73 милиони евра помалку во однос на минатата година и ова е тоа што го зборував со иселувањето, наша предпоставка дека до кај март некаде, додека беа отворени границите масовно се случуваше, сега можеби и за среќа се затворија границите, па имаме се уште тука неколку илјадници луѓе кои што сакаат да си одат, меѓутоа се уште ги држиме тука да го трошат својот капитал. Капиталните расходи за 8 месеци изнесуваат 126 милиони евра, односно реализацијата за 8 месеци изнесува 39,6% од ребалансот на буџетот и во однос на првично планираниот буџет реализацијата на капиталните расходи изнесува 32,6% и тука ни е најголемиот проблем. Проблемот е што и првично предвидениот буџет немаше развојна компонента, а и доколку имаше одреден дел, само 32% си имаат реализирано, односно 30, да бидам прецизен, 32,6%. Постојано слушам, за жал еве колешката која што зборуваше за тоа дека се зголемувале плати, дека социјалната помош била зголемена, постојано слушам за некои розови приказни, меѓутоа воопшто не е така. Ова го поврзувам со реализацијата на капиталните проекти. Ние немаме никакви инвестиции во Република Македонија во последните 3,5 до 4 години. Факт е дека имаме зголемување на просечната плата, факт е дека имаме зголемување на минималната плата, меѓутоа тоа е неодржливо. И тоа досега сум го кажувал 100 пати. Ние не можеме постојано да зимаме кредити, да се задолжуваме, да го пумпаме нашиот долг за да задоволиме платите на администрацијата или минималната плата, без да имаме внес на свежи пари отстрана. Ова е некој балон кој што ние го дуеме еден ден, многу набрзо, не дај Боже, предпоставувам дека ќе пукне. Затоа што имаме зголемување на трошоците за исплата на плати, за исплата на пензии, за сите останати социјални трансфери, ама немаме внес на пари од страна. Немаме фабрики кои што ќе донесат, кои што ќе вложат, кои што ќе вклучат дополнителни економии, односно дополнителни сектори кои што ќе помогнат во развојот на
на тие одредени фабрики што би се правеле тука и така натаму. Значи немаме ние некој ланец да повлече поголема потрошувачка. Зголемување на социјалната помош, претходно многу често и Мила Царовска и која што не е тука еве и колешката што и таа моментално испадна, кажува дека 300% била зголемена социјалната помош. Социјалната помош, јас работев во Центар за социјална работа до 2013 година, мислам дека беше. Уште тогаш имаше семејства кои што земаа 11.500 денари социјална помош, меѓутоа не се викаше целиот тој финансиски трансфер, не се викаше социјална помош, туку влегуваа многу додатоци, додаток за струја, додаток за средношколци, кои што стимулираа учениците, односно децата на оние семејства од социјален ризик, ги стимулираа да одат во училиште. Условот беше да имаат средношколци во семејството и со секој еден средношколец ќе земаат дополнителни примања. Сега сите тие ставки кои што беа за електрична енергија, кои што беа за стимулација за учење, затоа што ние нели рековме дека ќе вложуваме во човечки капитал, сега тие сите ставки заедно се ставени под една ставка што се вика социјална парична помош и кажуваме дека е зголемено, практично ништо не е сменато. Ја ви кажувам, од 2013 не сум таму, 11.500 денари имаше семејства кои што зима, сега зима 12.000. Каде се вие 300%, нека дојде, макар и не знам, најсоодветниот од Министерството за труд и социјална политика и нека ми каже каде е зголемување од 300%. Понатаму, она што требаше да го довршам, она што го почнав. Според евиденцијата на Агенција за вработување на Република Македонија, над 150.000 лица се регистрирале како невработени лица, наспроти 104.000 кои што биле во месец јануари. Значи имаме зголемување 46.000 за жал во текот на овие 8 месеци. А во буџетов гледаме дека е предвидено дополнително вработување со времени вработувања. Имаме дополнителни ставки кои што велиме дека 40.000 ни се намалиле поради економска криза, од друга страна премиерот вели дека 20% ќе укинува, а имаме предвидено пак за зголемување. Многу сме расејани, многу сме расфрлани на сите страни со празни ветувања, можеби во текот на кампањата тоа се ветувало кај индивидуалци, ќе те вработам, ќе ме вработи жвака така. Јас на пример во текот на кампањата дознав дека во едно велешко село биле ветени 150 полицајци. Како што имаше во Рачино од 300 пилоти, едно велешко село, Бузалково се вика селото, биле ветени дека ќе вработат 150 полицајци. И сега ако тие се стават у овие времени вработувања, навистина не знам, меѓутоа од друга страна да велиме дека 20% ќе ги бркаме од работа, апсолутно е недозволиво. Имаме оваму некои цели кои што ги гледам со четвртиот сет на мерки. Јас имам документација со мене, бидејќи ви кажав не доаѓам од сектор економија, па сакам малку да прошарам. Четвртиот сет на мерки, значи целите вака, се дели на неколку столба. Првиот е наменет за граѓаните, односно социјалниот сегмент, вториот столб се однесува на приватниот сектор, третиот столб се подразбира фискална и финансиска стабилност и стабилност на општините и така натаму. Првите три сета мерки гледаме дека имаат искористеност од 54%, што значи дека е промашување во однос на оно што сте го предвиделе како влада. Точно е дека председателот на ВМРО ДПМН и ние како ВМРО ДПМН баравме заложување, меѓутоа ги баравме да бидат, еве сега гледам цефалите од 14 на 21.700 денари или како беше по полиција дека би можело да се покачат. Ние баравме само тоа да биде во некој сооднос спрема примањата, бидејќи не се загрозени само оние фирми кои што исплаќаат минимална плата, загрозени се сите фирми, дури и оние кои што исплаќаат и највисоки плати. И затоа ние баравме одреден процент, 40 до 50% од бруто платата да биде исплатена како помош од владата, а останатиот дел нели да си се снајдат фирмите. Вие го ограничувате ова само на минимална плата, иако говориме дека имаме околу 27.000 плати
просечни, кои што реално и не се толку малку, а ова ќе нема да покрие ниту 1/3, ако ја земеме бруто платата за 14.000. Давате кредити кои што треба да се враќаат и затоа не ги користат луѓето овие мерки. Тие покрај сите овие услови кои што се поставени да нема приход поголем од 30% и така натаму, не знам, сите дополнувања што беа на одредбите, луѓето не ни аплицираа воопшто. Бидејќи од една страна ги терате да не бидат профитабилни, а од друга страна да испаднат од оваа криза кога и да заврши и веднаш да ги вратат парите. Не можат. Не можат. Некој што не е профитабилен не може ниту да направи заштеда за да може да ги врати, ниту па има некоја логика да земе сега пари па да се задолжува за наредни генерации, како што беше задолжувањето од 90 милиони евра, кои што имаме 15 години рок за отплата, првите 3 се грејс период, наредните 12 ќе ги исплатиме како впрочем што се и сите останати кредити. Сега ја не знам искрено од каде ние ќе најдеме пари за да ги вратиме овие кредити, овие задолжувања со ваква економија, со ваква политика, со ваква непродуктивна и неразвојна со непродуктивен и неразвоен буџет. Јас не гледам на вистина како државната каса би се наполнила кога од сите страни Ѓорги Сардисан гледаме дека и ДДВ се намалува и сите приходи се намалуваат. Не знам како ќе заштедиме, претпоставувам дека повторно ќе имаме нов кредит со кој би се рефинансирале овие средства кои што ќе треба да се враќаат. Во однос на третиот столб кој што подразбира фискална и финансиска стабилност на општините, имам една забелешка. Вели дека во развојните програми има доста кратење во делот на локалните патишта, со што се потврдува фактот дека владата не води грижа за развојот на општините. Како сега ние ваму имаме трет столб кој што ќе донесе до стабилност на општините, од друга страна не им даваме пари. Не е само општината институција, туку општината е територија на која што живеат, функционираат луѓе, работат и треба да работат. Ние ако не им дадеме пари, како ќе развиеме економијата во таа општина? Како оние економски оператори кои што би ги добиле тие тендери ќе имаат можност да ги исплатат работниците? Пак ќе повторам, со Скопје 2014 можете да критикувате колку сакате. Меѓутоа имаше еден огромен раст на градежништвото, а со самото тоа многу луѓе останаа во држава, работеа, добиваа плати и ги трошеа токму во нашата држава. Сега ние ништо не правиме, трошиме на социјални трансфери, трошиме на непродуктивни трошоци и даваме пари кои што потонуваат во вода. Даваме пари на социјално загрозени луѓе и тоа е во ред да им се помогне некако. И јас сум за, бидејќи навистина имам таму работено и сум стекнал многу пријателства додека работев таму со луѓе кои што за жал судбината ги натерала во тој правец. Меѓутоа треба да бидеме и малку конструктивни и продуктивни. Оние луѓе, ако веќе толку мислиме на нив, оние луѓе кои што земаат социјална парична помош, имаат законска обврска која ги пополнуваат документите, односно ИМА, јас додека работев, и се обврзуваат дека, односно се согласуваат дека можат да бидат 3 дена во месецот работно ангажирани. Ајде да го искористиме и тој потенцијал, сега сите ни треба. Ако не можат да дојдат да сработат една работа, веројатно ќе можат да сработат друга. Дали ќе се однесува во однос на заштита на животната средина и така натаму, меѓутоа ајде да бидеме продуктивни. Еве ние им даваме пари, државата им дава пари, сите граѓани заедно даваат пари, меѓутоа тие, пак ќе ви кажам, се согласни 3 дена во месецот да бидат работно ангажирани и сметам дека во оваа ситуација, кога треба да се направи едно општо добро, никој не треба да биде изземен и тие луѓе да бидат искористени и да бидат практично дел од системот кој што работи за подобрување на општите добра. Имаме столб за поддршка на производители, пребарувачи
извозници на грозје, наливно вино, виново шишиње и така натаму. Тоа е добро, меѓутоа се доведуваме во ситуација, јас во еден претходен говор кажував, дека наместо ние да си побараме долговите, односно она што се обврзани винариите да си го платат спрема лозаро производителите, ние ги штитиме винариите и сега интервенираме со буџетски пари за да им ги дадеме на земјоделците. Земјоделците имаат право да бидат исплатени според цената која што е конкретно за лозарите, според цената која што одредува Институтот за лозарство, која што кажува дека е 15 денари по килограм, оптимална цена или минимална, не знам како се водате, 15 денари. И сега што правиме ние? Ние ги заштитуваме овие локомотиви што вика Заев, дека олигарсите така не смееле да пропаднат. Ние нив ги заштитуваме, не смееме да им наложиме овие локомотиви што вика Заев, дека олигарсите така не смееле да пропаднат. Ние нив ги заштитуваме, не смееме да им наложиме да си го платат виното по реална цена, ама затоа па ајде од држава ќе земеме пари и ќе им ги даеме на земјоделците. Земјоделците мораат да ги добијат тие пари. Проблем е начинот. Дали треба тој што печали 10 милиони година од откуп на грозје, дали тој треба да ги исплати или треба да ги исплати држава? Значи ние сите ги штитиме оние олигарсине, за на крај да дојдеме до земјоделецот кој што пак ќе речем на вистина мора да се задоволи секој негов трошок и секој негово барање. Се крати 18% буџетот за храна и ветеринарство, а најголемо кратење има во делот на ветеринарно-здравствената заштита, која што директно го зголемува ризикот од неквалитет на храната и опасност од неможност за справување со програмите за сузбивање и искоренување на разните болести, меѓу кои е бруцелозата, туберкулозата, афричката чума, синиот јазик кој што сега си има појавено кај овците и за жал овие земјоделци ќе не можат да си ги надоместат штетите кои што им се направени поради непогодите, а државата не се грижи за заштита, односно за да има соодветни средства Агенцијата за храна и ветеринарство. Во делот на зголемувањето за платежната агенција за земјоделие, тоа е затоа што државата доцни со исплата на субвенциите 70 милиони евра, кои што законски треба да се исплатат до јуни. Јас друга причина не гледам зошто се зголемуваат или пак оние можеби се зголемуваат приходиве за вашиот дел повелете. Можеби приходиве се зголемуваат за да можат да се исплатат оние кои што се пиша албанци од Неготино, од не знам каде беа, бидејќи тие се сега вработени во таа агенција како инспектори или не знам на какви работни места се. Видов дека се сите таму, оние 5 членови на СДСМ кои што се пишале албанци за сметка на албанците и веројатно и за нив треба да се најде од каде тие ќе земаат плата. 70 милиони евра субвенции се задоснати. Законски до јуни треба да се исплатат. Еве, јас имам лозја и знам дека парите, оние дополнителни 2 денари кои што беа до лани, се исплаќаат во април. Не се исплаќаат во септември или во октомври. Во септември се бере лозјата, во април се исплаќаат парите. Не може така. Не може така, овие 11 денари од кај ќе ги најдете за да ги исплатите, стварно не знам. Нафтата велите дека се зголемувала од 780 на 900 денари или како и да е. Нафтата 2 пати ја покачивте за една година. 2 пати ја покачивте. Јас знам колку е, како што кажа Пренџов, и јас знам колку е еден хектар. И колку троши тракторот. Имам и трактор. Имам и магаре, после ќе кажам и за магарето. Стварно имам магаре, не се смеј. Нафтата ја покачивте 2 пати. И сега од 700, па многу е логично и сега тоа не е некоја мерка да паѓаме тука сите у делириум и да плескаме раце дека е било не знам што. За магарето кога сме, еве јас ќе кажам дека имам магаре кое што го купив од Чешиново Облешево, да, за 250 евра, од општина Чешиново Облешево, на патот таму именно
еден сточен пазар и магарето му го поклонив, односно му го дадов на еден комшија таму у село, да си ги брка неговите земјоделски работи. Магарето за 250 евра е навистина феноменално. Знае тоа што ќе му кажеш, оди напред, оди назад, застани, чукш таму и така натаму. Освен што не лета, сега ова 83.000 евра, не знам, може и да лета. Може и да лета. Се надевам дека преку програма Еразмус некако ќе аплицираме, па ќе влезам и ја у делот на магарињата да направиме некоја бомбона бизнис. Во однос на министерствата, најголем проблем ми е, Министерството за животна средина и просторно планирање добива повеќе пари со ребалансот на буџетот. Парите за Дојранското езеро се зголемуваат за 1 милион евра, што е во ред. Повеќе средства ќе има за колекторски систем во Охрид, Струга и 5,6 милиони евра за уредување на речно корито на реката Пена во Шипковица. Каде е Преспансково езеро уприказнава? Значи во Албанија сме сведоци дека министерот за животна средина интерпелација му поднесува за Преспанското езеро, кое што е 1/5 територијата на Преспанското езеро, 1/5 во Албанија, 1/5 е во Грција, 3/5 се кај нас. И сега ние немаме еден денар предвидено за Преспансково езеро. Катастрофа. Катастрофа невидан. Понатаму, Министерство за образование. Колега, само би ве замолил да привршувате. Да, само накратко. Министерство за образование вака вели. Парите за реконструкција на основни училишта се намалени на 1,5 милион евра, а за изградба на училишни спортски сали во основни училишта за 5,8 милиони евра. За изградба и реконструкција на средни училишта се намалени на 102.000 евра и така натаму. Како ние ќе ствараме човечки капитал? Кога кратиме од образованието енормно. Енормни кратења имаме кај образованието, ниту имаме концепт како да продолжиме натаму, ниту па знаеме сега дополнително на сето ова уште немаме предвидено за образованието. Кај мене во училиштето, јас идам од училиште едно, кој што има 1200 ученици, има направено проект за реконструкција на кровот. 447.000 евра коштат. И сега ние од цела Македонија сме предвиделе 1,5 милион. А тоа е едно училиште моето. Имаме повеќе од 1400 Македонија училишта. Не знам навистина како мислите да ствараме човечки капитал, какви вредности покажуваме, пак ќе кажам додека имаме магариња, додека имаме фризерници и така натаму кои што зимаат пари за училишта да нема. Катастрофа. И пак овие пари за магариња и за фризерници не се од буџетот, туку се од европски фондови, меѓутоа се врши класична злоупотреба. У Велес има училиште кое што има и електро и машинска струка. Знам дека аплицираат редовно во Еразмус и за размена на ученици, на искуства и за подпомагање на практичната настава. И сега тие се одбиени за сметка на овие. Никаква логика нема. Никаква логика. Знам дека малку прекорачив со времето. Не се надевам и верувам дека ќе имам повторно шанса да си докажам она што го имав како концепт. Ви благодарам.